Со Груевски нема напред. Тоа се потврдува секој ден. Тоа го потврди и најновата листа на меѓународното тестирање ПИСА за постигнувањата на ученици на 15 годишна возраст по јазична писменост, математика и природни науки. Конечно имаме цврст доказ за катастрофата во која Груевски, Тодоров, Ристовски и Адеми во изминатите 10 години го донесоа образованието. Република Македонија е на 67 место од 70 рангирани земји според вкупниот резултат. Најслаби сме во читање, а слаби сме и по математика и по природни науки. Повеќе од половината од тестираните македонски ученици покажале исклучително ниски постигања под нивото 2 по сите 3 предмети. А само 1%, повторувам, само 1% од учениците го постигнале највисокото ниво 5 или 6 по барем еден предмет. Македонија по втор пат учествува во истражувањето, а резултатите се послаби и од претходниот пат, од 2000 година. Како стигнавме до дното? Ги затрупаа наставниците по бирократија, во административни процедури, ги казнуваа. Не им оставија време да си ја работат својата работа, едукацијата на децата. Дури и учениците ги држат под стрес и нервози со екстерното тестирање, кое веднаш ќе го укинеме. Најдобро рангирани во истражувањето се Сингапур, Јапонија, Естонија, Финска и Канада. Ние не се радуваме на овие податоци. Напротив, додека ВМРО, ДПМН и ДУИ го уништуваа образованието, ние 3 години макотрпно создававме нов модел. СДСМ е единствената политичка партија која на овие избори излегува со јасна понуда за големи промени во образовниот систем, вградени во многу наши идеи и мерки. Овие мерки чинат сеопфатен, заокружен и интегриран пристап за образовен развој. Затоа по 11 декември бараме сојуз со наставниците, со професорите, со студентите, со родителите и со граѓанскиот сектор за темелни промени во образованието. Во планот за живот, образованието ни е од највисок приоритет. Во недела гласаме за образование кое едуцира и за живот во Македонија. Заокружете го бројот 4.